почитувани ученици, родители, оделенски наставници, наставници по физичко и здравствено образование, тандем наставници во настава, во оделенска настава по физичко и здравствено образование. Во следните 7-8 минутки ќе ви ја представам нашата програма, односно планирање за физичко и здравствено образование од 1 до 5 оделение во онлайн настава во следната учебна година, која што е разработена според скратената програма за физичко и здравствено образование од Биро за развој на образованието, и врз на таа програма ние имаме направено планирање за цела година, разработено по теми кои што се предвидени за ваква настава. Тоа се запознаете се со своето тело, кој што ќе изедеме во 10 часа во овој месец октомври. Вежби за обликување на тело и движење, кој што по месец октомври, односно ноември, веќе ќе се практицира на секој час, односно до месец јуни 84 часа. И тема лазење, полегување, качување и скокање, некаде ја предвидовме за 36 часа, односно поделено по месеци. Во јануари ќе започнеме со 6-7 часа, февруари, март целосно, и во месец јуни, каде што ги планираме тие некои елементарни игри, односно игри во домот и во отворено, каде што може да ги спроведеме на некој начин. А во однос на тоа како ќе биде структуриран часот кој што ќе го гледате како онлайн час, презентирам пред вас, е замислено да го направиме во ведниот дел од час, да биде запознавање, вклучување на наставниците и со вас ученици, односно родители кои што ќе мора да бидете тука присутни и да асистирате во тоа вклучување на часот, зависно од способноста и возраста на детето од 1 до 5 оделение, да се воспостави комуникација, да се запознаат учениците и родителите со што ќе се работи во следните минути. Потоа оди презентацијска видео презентација која што ќе ја сподели наставникот со вас. А таа ќе биде максимум 15 минути, како што е предвидува Биро за развој на образование, со тие препораки. Во еден дел од вежбање ќе биде 2 до 3 минутки, 2 максимум, да кажеме 3 преку сила. Во подготвителен дел од час 5 минути, 7-8 минути во главен дел од часот, зависно од тоа што ќе се работи според овие теми, која моторичка способност ќе се обработува, кои движења ќе се важни за тој дел од часот, и завршен дел од часот, минутка дела бавење, односно некако смирување од тие физички активности во домот или на отворено, и потоа од видео презентација се враќаме на завршен дел од целокупниот час онлайн, со 5-6-7 минути за комуникација со учениците, што и како се спровело на час, дали сте успеале тоа да го спроведете во домот или кој дел може ќе го модифицирате и така натаму. Она што е интересно сега за сите, особено за родителите во оделенска настава прво, второ, каде што веќе се им наново влегуваат во нов систем на образование прво оделение со сите своји предизвици. Второ, трето, четврто и пето пак се веќе континуирано онлайн, а се без настава по физичко здравствено образование. И сега што е она што ни е потребно, кои се тие реквизити, ние ги сведовме на некој оптимален минимум, како што и програмата ги намалува и ги редуцира темите, така и ние пробавме според тие насоки да ги употребиме следниве помагала, а тие се сигурно подот кој кај вас дома, кај нас овде ќе се гледа душекот, но кај вас тоа е тепих, да речеме, теписован тепих и така натаму. Овде кај наша клупа шведска го имитира вашиот кревет или во детска соба или да речеме во дневна соба, некој двосет, тросет хотели и така натаму. Дидот како дел од соба е метро, врата, која што нормално треба да биде затворена, заклучена и да бидат известени се дека ќе се нешто работи врз неја. Некоја подлога, ако е потребно или ако вие преферирате да имате за ученикот, може да биде
некоја тенка подлога за аеробик, йога, пилатес, така натаму, или пак оние што се подлоги за гумирани, како што се за во ходник, тоалет и така натаму, може да се земе. Интересно е овие пакет на гумените танчини од 1 метро квадратно, кои што се со различни апликации на него може, нормално и не мора, со бројки, букви, кои што може до денеска настава многу лесно да се поврзат темите на физичко со математика, физичко со јазик, англиски, македонски и така натаму. Може да се поврзат со други теми, но да се искористат и разделени како некои белеги на кои што во домот ќе може да се изведат различни вежби, движења помеѓу нив, но тоа и не мора да се наводи ако некој нели финансиски веќе го период, може такви бројки букви да се нацртат со лишче, пенкалце, моли, бојчка, па да се нацртат букви, бројки да се исечат со ножички и да се искористат во реквизит. За вежби со палки имаме представено на PVC палка, сега се несна доста хидровај PVC цевки за водород или парно и може да се искористат парче дел од таа цевка да се исече, да се најде, да не кажеме, неупотребен материјал. И значи тоа да биде нешто што е минимално и ефтино, но и сега е лесно за работа и додека ако нешто падне или се случи во домот да се одбие или нешто да не направи штета, да речеме така. Едно јаженце од 2 метра, метро и пол, 2 зависи од висина до 2,5, кое што исто на мерење на должина го има во продавници за оков и така натаму, кое што е доста ефтино, или било како јаже кое што може да го најдете во домот или околината. Овдека ние имаме топче тениско, може да биде било како гумено мало топче, гумена детска топка, кое што има може да го играш што е детството. Овдека е ставен поголема топка пилатес, кој некои дечиња веќе има тоа со рачка, може се подреби, или пак некој баскет, поголема гумена топка и така натаму. Секако стол и маса во детска соба, дневна соба, трапезарија, кујна кои што може да послужат за пропнување, провлекување и така натаму. Сите овие реквизити помагала, тоа што се вака на куп ставени се само некоја ваша представа да се создаде за вежбање, но не мора да дека сите треба да ги имате одеднаш или дека мора со нив да вежбате. Например, топка, секој од овие топки може да замениме со стуткани ливчиња од хартија, вестик, неупотребена или веќе употребена хартија и да направиме некоја топка, бидејќи ние со неја нема да тапкаме или нешто да поентираме во гол коштуку, ќе правиме вежби со тело и манипулации. Јаженци да го нема, ќе се имитира движење на јаженци. Палка, може да биде било која палка или, не знам, некој реквизит од дома, да речеме сега, не знам дали тоа џогер, метла, дали ќе биде нешто од кујски материјал, така натаму може да се најде молив, може да биде четка, некоја поголема одликовна и да се употреби за вежбање. Топки, кажем, хартија, така натаму. Така да, ова доста се, да кажем, инвентивни решенија, корисни за брзо снаоѓање во дел на часот или во подготовката и да можете да не се грижите дека вие, кога ќе гледате некој час, немате начин да го реализирате, секогаш да се има начин, има алтернатива, има можност да се искомбинира, прочем така ние ќе ги планираме овие часови. Доста важно е покрај она што објаснете што ќе се работи според нашето планирање во следните видео часови што ги имате пред вас. Покрај овие реквизити, ние сигурно за вас ќе мора да напоменеме дека во делот на она што ни е потребно да носиме, во домот секако дечињата може да си работат боси, со чорапчини и така натаму, долго некој сега сака и во посебни патики, но за натре може, но и тоа и не мора да е така. За надвор, ако ви работи на отворено, а пожелно е кога ќе има убаво време, сонце и така натаму, да се користат патики за вежбање, обувки за вежбање. Во делот на облека, да кажеме, мајчка, кратки, долу кратки, може да се користат тренерки додека е нешто посежано, секогаш е пожелно температура на соба да е
17-18 до 20 степени, бидејќи телото само од вежбање ќе зголеми температурата и на собата, а и не е пожелно веќе потопло, прави проблеми во задишување и така натаму, ако може да се проветри 10-15 минути пред да се вежба, односно во пауза меѓу оние часови што се онлайн по други предмети, имате 10 минути пауза, во тие да ја проветрите би било одлично. Може тивка музика, ако професорот или наставникот презентирал прв час, може втор, веќе го знаете, со тивка музика од страна, вашиот амбиент за вежбање може да биде перфектен, иако може би условите надвор се нели лоши, или има некои рестрикции за движење и така натаму, вие може да направите перфектен амбиент. Флашичка вода да има покрај себе, детенце секогаш е корисно. Едно, 2-3 голтки уште пред часот, нели прехидратација малку е пожелно, бидејќи од желба да се насочите кон часот, во првите 2-3-5 минути ќе заборавите на голт 2 и веќе подоцна самиот организам ќе ви јави, не е никаков проблем да се наброи пауза или некоја вежба да се пресконе, додека ако ученикот има потреба за одмор, благ или малку краток одмор или за некоја голтка водичка. Во однос на исхрана секогаш е препорачливо час-два пред ова физичките активности, било какви спортување, пред час по физичко да не се вежба, но ние секако во распоредот внимаваме во распоред на часови, ако се онлайн, прв час да не е физичко, секогаш да е втори или трет, за да веќе таа насоченост и работа онлайн по други предмети, веќе има простор ученикот да направи пауза со јадење. Сега да препорачам за овоше зеленчук, секогаш е тоа она што секој сака да го каже, да се бира нели течна храна, варена храна, да се одбегнуваат конзервирани делови во исхрана, сепак тоа е според можности на родителите, до толку нема сега на овој час да го теретуваме, а важно е да го каже. Сите други совети, препораки ќе одат на следните часови. Со овој дел завршуваме и се надеваме дека убедени сме дека вие ќе ги пратите сите часови, ќе биде такви на секој час, а сега и во денови кога ќе немате час по физичко и здравствено образование. Се гледаме на следните часови. До гледане.